Со самото земење на Иван, од домот од Битола, го земавме во многу тешка состојба. Цели ноќи плачеше, значи, врескање. Непроспиените ноќи на семејството на Ана и Сашо Илиовски и нивната искрена родителска љубов и големи напори беа причина малиот Иван, кој има заостанување во развојот, да се почувствува сакано и долгите ноќни плачења да ги замени со детски прегратки кон овие луѓе. До својата втора година тој бил сместен во дом во Битола од пред една година, откако станале негово згрижувачко семејство. Тие направиле се да ги замолчат плачењата во ноќите на Иван. Ана вели дека овие деца имаат голема потреба од љубов и грижа и посветеност, но знаат да возратат многу повеќе. Кога донесовме дома, он не го поминуваше прагот, значи не кеше да влезе од просторија во просторија. Така да со сопругот лазев, правевме се и се што, за да он дојде до нас, за да го гушнеме. Не знаеше лажица да држи, не знаеше да се напие сок или вода, не знаеше да ни каже ништо, значи имаше голема траума. Ана и Сашо се уште го носат Иван на лекарски прегледи, но и во градинка каде децата се дружат со него и го покануваат на родендени и тие доаѓаат кај него. Но и понатаму постои стигма кон Иван од луѓето од околината. Ана вели дека некои лекари се сомневаат оти Иван има аутизам или оти тоа може да се должи на трауми во минатото кои може да се надминат. Семејствата кои имаат лица со забавување во развојот водат двојна битка, да им помогнат да децата да излезат од својот свет нудејќи им многу грижа и љубов, но и да ги срушат невидливите ѕидови надвор кои ги создава околината со предрасудите за различностите. Чекорите на деинституционализација со кои децата од домовите беа преместени во мали домови или згрижувачки семејства беа пречекани на нож во јавноста, а пример за тоа е случајот Тимијаник од пред 2 години, кога жители на Неготинското село протестираа поради отворањето на мал дом за деца со попреченост. Од надлежното министерство вела дека и натаму се потребни многу поголеми кампањи за подигање на свеста на луѓето дека децата излезени од институциите со мала поддршка даваат големи резултати. Можам да кажам дека Македонија земја полна со предрасуди. Значи тоа дури изненадувачки, бидејќи вие и во услови кога згрижуваме и деца во локалните самоуправи, имаме реакции од комшиите околу дека они не се навикнати да гледаат такви дечиња. Тоа се само дечиња кои што немале шанса да направат повеќе во својот живот и биле оставени или занемарени од страна на своите родители и од општеството и кои што, верувајте, со многу мала поддршка даваат одлични резултати. Министерката за труд и социјала Мила Царовска на почетокот изјавуваше дека институциите не ги заслужува ни едно дете и затоа таа сакаше да ги изнесе децата надвор од просторот затворен во 4 ѕида во кои тие се осамени. До пред 2 години 428 лица беа сместени во институциите, а денес тој број е 274. Плановите се до крајот на 2021 година да биде ставен клуч на сите вакви институции. До тогаш Ана и Сашо, кои од пред 1 година станаа згрижувачко семејство, имаат желба и надеж дека ќе се смени законската регулатива и на малиот Иван да му станат вистинско семејство, односно да имаат можност да го посвојат. Но од надлежното министерство вела дека за жал во моментот со законите од социјалната сфера со кои се регулирани згрижувачките семејства не е дозволено од згрижување детето да помине во посвојување, иако додаваат дека има земји кои имаат таква пракса како што е Англија. Сепак, посвојувањето има посебни услови кои што сите родители кои што поднеле барање да бидат посвоители треба да ги исполнат и тоа нели оние кои што ќе исполнат најголем број од овие услови имаат најголеми шанси да добијат дете по постапка на посвојување, бидејќи сега и преминото згрижување кон посвојување автоматски нели отвара мала врата за можеби некои несакани последици, но и не е фер кон оние кои што нели како сите други аплицирале да чекаат и да се борат да го остварат правото за посвојување. Во земјава има 206 згрижувачки семејства, 281 семејство чека за посвојување дете, а 111 се во системот за посвојување. Ана и Сашо потајно се надеваат дека еден ден е можно Иван да биде дел од нивното вистинско семејство, зашто тешко е и за детето и за згрижувачите кои ќе се здружат и треба да се разделат. А во меѓувреме тие не се откажуваат од нивната битка за ова детенце полесно да зачекори во животот.
Мојата желба е кога веќе се бориме за ова дете и кога веќе ова дете е задоволно тука каде што е и да види ова дете исполнето тука каде што е, да остане тука. Кој ќе биде правниот момент како да остане, јас тоа не знам, ама дури и со ваков статус да остане кај нас, да остане во оваа фамилија, да ние можеме по 5, по 10, по 15 години да ги видиме благодетите на нашата и неговата борба, нели? И за да може да се чувствуваме исполнети, да се чувствуваме стрикни, да знаеме дека нешто сме направиле. За сега се чини дека Иван како да чувствува дека им припаѓа на овие луѓе, гледајќи ги и неговите реакции. Да, коцки на Иван. Да, мама. А мама полека. Кола мама црта. Ау, чекай. Одушевува идејата дека ова место каде што е згрижен е семејство во кое луѓето кои му ја пружаат својата верност и љубов му читаат песни и го подрат секогаш толку мајчински. 1, 2, 3. Ајде 3 мама. Иван. Иван. Еве Иван.